Денеска се одржа третата седмица на сојот на општина Струмица. Имавме 15 точки на дневниот ред. Согласно деловникот, член 84 став 2, меѓусебните сродни точки ги поврзавме, така да по заедничка расправа се водеше по точките од реден број 1 до реден број 4, односно по предлог ребалансот на буџетот и буџетските програми, кои се составен дел на предлог одлуката за измена и дополнување на буџетот на општина Струмица за 2017 година. Заедничка расправа се водеше по точките од реден број 10 до реден број 13, односно по кварталните извештаи, годишниот план за вработување и одлуката за прифаќање понуда од јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Струмица. И трето се воде заедничка расправа по точки реден број 14 и 15, односно по предлог одлуките за регулирање на статусот на бесправно изградени објекти. Јас како председател на сојотот сакам да истакнам дека оваа седница помина во најдобар ред со коректни дискусии и од двете советнички групи. Посебно можем да истакнам советничка група од ВМРО-ДПМН, која беше коректна во своите прашања кон известителите по точките. Во најголем дел точките од дневниот ред се гласаа за, без нито еден против, со неколку точки на кои советниците од ВМРО-ДПМН беа воздржани. Сакам да истакнам дека точките од реден број 1 до реден број 4 по расправа за ребалансот на буџетот, сакам да им појаснам на граѓаните на општина Струмица, кои не ја гледале денешната седница на сојот на општина Струмица, дека ребалансот беше потребен, бидејќи беа потребни да се обезбедат средства за покривање, за одржување на локалните избори, што се одржаа оваа година во 2017 година. Исто така, од некои ставки беа пренесени пари на други ставки и тоа што така за мене е многу значено, општина Струмица и понатаму останува, можем да кажем, единствена општина во Република Македонија која не е задолжена. Бидејќи средствата за 2017 година беа доволни и предвиденото задолжување во буџетот за 2017 од 40 милиона денари беа тргнати. За другите точки советниците на ВМРО-ДПМН, како за работот на комуналното предпријатие Комуналец Струмица и јавното паркиралиште Струмица, нема некои забелешки.